Измените во Законот за земјоделство и рурален развој ја услужни и процедурата за проценка на штети од елементарни непогоди, смета претседателот на Општинската комисија Ацо Ѓоргиев. Според него, лавиринтот од институции кои одлучуваат дали општинскиот елаборат за проценки на штети ќе биде прифатен или не, ја прави целата постапка доста сложена. Според него, токму тоа е главната причина за доцнењето на исплатата на обештетувањето од јануарските поплави. Спрема новите прописи, што ги наложи од Министерството за земјоделие и од Министерството за финансии, моравме да попълниме нови образци во електронска форма, кои понатаму, како во една сложна процедура, беа доставувани најпрви во подачна единица за Министерството за земјоделие. После повтор беа враќани кај нас во општина Струмица, на доработка. Потоа ќе праќаме ние во Министерството за финансии. Од таму истите податоци ќе одат на доработка во Бюрото за судски вештачења и на крај завршуваат во Агенција за развој на земјоделието. На сложна процедура и долготрајна. Претпоставам дека тоа е причината зашто се уште не се исплатени парите на граѓаните. Со измените сега е предвидено Бирото за судски вештачења да ја носи главната одлука колкави се штетите предизвикани по домаќинство, а не како што беше досега, врз основа на елаборатот на Општинската комисија за проценка на штети, која со измените има за задача да ги утврди површините на кои имало штети, како и процентот на оштетеност и видот на земјоделската култура. Според тие закони кои што работи Општинска комисија, направивме ние проценка на секој поединечно колку треба да биде обештетен. Кога беа поплавите минатата година во Габрово или 2013 во Муртино и Сачево и други населени места, се работеше на исти принцип. Владата определи со одлука да бидат обештетени 15%, истите средства беа пуштени до општина Струмица. Општина Струмица процентуално секој спрема барањето ги подели средствата. Сега заради новиот закон за земјоделие и рурален развој, владата одлучи истите средства да бидат исплаќани преку Агенција за развој на земјоделието, меѓутоа проценка на штетите да се врши во Бюрото за судски вештачења, а не во Општинска комисија. Бидејќи Општинска комисија фактички тој дел е од земјоделна надлежност, едноставно од нас како Општинска комисија бараат само да се утврдат културата која е посадена, колку е површина и колку е процентот на оштетеност, 80%, 50% и така натаму. Додека вкупниот износ поединечно за секој оштетен граѓанин ќе се определува во Бюрото за судски вештачења. Според извештајот на Општинската комисија, штетите од поплавите на почетокот од годината изнесуваат околу 1,5 милион евра во општина Струмица. Дали толкова ќе биде висината на штетите, последниот збор ќе го има Бирото за судски вештачења.